Кандидатот за градоначалник на општина Тетово од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Горан Манојловски, на синочишниот митинг во Фалише порача дека ќе биде решен еден од најголемите проблеми, а тоа е изградба на училиштето во ова село. Многу добро видовте во програмата дека е вметнат и патот за асфалтирање од село Стримница кон село Сарачино. Има прашање зошто не е вметнат патот од Тетово кон село Фалише. Ќе ви кажам, затоа што општина Тетово воопшто не аплицирала. Владата на Република Македонија, преку Европска банка, има обезбедено средства за општина Тетово, но како што знаете, секогаш тие средства се повлекуваат за тие места каде што на поедини личности одговара. Затоа ве повикувам да не верувате на тие празни ветувања, да верувате на овој победнички тим, да верувате на овие луѓе кои што се секогаш тука со вас, овие луѓе кои што имаат истата вера со вас, овие луѓе кои што можат да ве разберат и да ве поддржат. Нашата цел не се зборовите, туку делата, порача носителот на советничката листа Горан Јовановски. Побара од жителите на Фалише да им кажат на сите нини роднини и пријатели зошто им се потребни нините гласови. Нашата цел и нашата визија како ВМРО ДПМН не е со зборови и сигурен сум дека нашите дела ќе го оплатат и вас. Како гласноговорник на општина Тетово, која на 24 март ќе влеземе со сета сила, со сета победа, живи и здрави, ќе не запаметат за многу години. За ВМРО ДПМН земјоделството и селото представуваат приоритети од 2007 година наваму. И сега веќе е нормално кога зборуваме за земјоделството, земјоделската политика, да кажеме дека земјоделците секоја година добиваат 3,5 денари по литар млеко, дека добиваат 2800 денари по грло добиток, 1000 денари по грло маторица и така натаму, што многу мерки, 50% субвенција, грант, бесповратна помош за набавена механизација и така натаму, 1500 денари месечни придонеси за осигурување и многу други работи кои што во делот на земјоделството ги обезбеди ова влада. Вечерва од коалицијата за подобра Македонија се на митинг кај Тетовската касарна.